И еве на нас повторно. Јас се надевам дека вие земавте сили за време на големиот одмор и дека сте спремни за новите часови математика. Така е. Добар ден, наставнички. Добар ден. Дали може да ни се представите, бидејќи прв пат се сретнуваме? Да. Секако, јас сум Сузана Павловска. Јас сум Лилјана Анчевска. Ние доаѓаме од основното училиште Гоце Делчев. На денешен ден го прославуваме патронатот на училиштето, затоа што сите знаеме дека се навршуваат 117 години од смртта на великанот Гоце Делчев. Вообичаено го прославуваме и го одбележуваме патронатот со најразлични активности. Ајде, Суза. И оваа година и покрај тоа што сме нели дома, не сме во училишните клупи, активностите не изостанаа. Со помош на далечинското учење и со онлайн наставата ние распишавме конкурс литературен и ликовен на тема Со љубовта можеме се. Најдобрите творби беа наградени, а денеска нашата директорка ќе одржи видеоконференција за да се чествува ликот и делото на Гоце Делчев со наставниците и ќе се положи свежо цвеќе пред бистата на Гоце Делчев. Во оваа прилика ја поздравуваме директорката Бистрица Станковска, сите вработени во нашето училиште и нашите ученици кои секако ни недостасуваат многу. Посебно 4-то 3, 5-то 3 оделение во подрачното училиште, каде што ние предаваме. Така. Одлично. Сега Поздрав. можеме да започнеме со часовите. Важи. Што ќе учиме сега? Трето оделение положба на квадрат на мрежа на квадратчиња. Целите на овој час се да знаат што представува мрежата од квадратчиња и да определува местоположбата на квадрат во мрежата од квадратчиња. Одлично. За да ги воведеме учениците во... Можеме и слайд шоу да пуштиме, Може. за да би бе поедноставно. Може. Еве, Може. само ќе го допреме и ќе се Значи, сме. за да ги воведеме учениците во мрежата од квадратчиња, сите знаеме, сме слушнале дека уште од давнешни времиња луѓето користеле најразлични мапи за да пронајдат некој предмет, скриен објект, а најчесто пронаоѓале скриено богатство. Така. Сме ги слушнале приказните за пиратите. Да. Тие мапи ги читале со знаци, со символи, со најразлични обележја и не секој можел да ја прочита мапата. Значи требало да има развиена логика, да знае што значат символите, знаците, затоа и било скриено богатството. Затоа и не Да, секој тоа можел е да го така. открие. Да, за тешко да се пронајде. Со текот на времето се олеснувала работата за читање на тие мапи и се измислила квадратна мрежа со која на многу полесен начин се определува местоположбата на некој скриен предмет. Денеска ние ќе зборуваме за Сега квадратна мрежа во математиката. Значи, учениците во трето оделение се воведуваат во квадратната мрежа во математиката со цел да можат да се ориентираат во просторот. Квадратната мрежа е составена од квадратчиња, од квадратни полиња, кои што се определени ако ги погледнеме во колони и во редови. Оваа наша квадратна мрежа во колоните е обележана со броеви, а во редовите е обележана со букви. Значи, изборот за тоа на кој начин ќе бидат обележани колоните и редовите зависи од оној што ја креира квадратната мрежа. Може да биде само со броеви, може да биде само со букви, може броевите да бидат во редовите, а буквите да бидат во колоните. Ние за овој час избравме колоните да бидат обележани со броеви, а редовите да бидат обележани со букви. Сега ќе видиме како изгледа кога треба да определиме. Ова ми е отишло надоле. Еве го, да. Кога треба да ги определиме, односно ги гледаме обоени и сега да ја определиме положбата на обоените квадрати во мрежата. Ајде, сакате да пробате заедно да ги одредиме? Да. Ајде, можем. Ајде, ќе започнеме со зелениот квадрат. Да. Значи, најпрви ја читаме колоната или ја запишуваме, па потоа редот. Така, и ние од овој пример гледаме дека 1 А, значи зелениот Да, зелениот квадрат се Еден е наоѓа. колоната, а Еден во ред А. А. Така. Ајде, Лука, жолтиот. Жолтиот е во колона 7, а во ред Г. Така. Односно 7 Г. Така е. Марија, црвениот. Црвениот е во 5 Е. Така. Само едно појаснување, дечињата во трето оделение затоа што се мали, најдобро е и така ги учиме да го стават своето прсте каде што е квадратот и да се спушти надоле кон Така. бројот на колоната, па да го запише, па потоа кон редот, односно да го именува редот. Да. Ни остана уште два квадрати, црниот квадрат каде се наоѓа, Лука? Црниот квадрат е во 4
Дз, односно Не, во три. Во три. Ете, Значи, тоа е тоа, ете. затоа рековме дека нели треба добро да се внимава. На Лука Да. му е далеко, па затоа така му изгледаше. Ете, јас направив грешка, но Не е затоа треба грешка. да се стави прсте и да Дај се да се провери. внимава. Така е, готово. И уште синиот квадрат Квадрат, се еве го. наоѓа на 6. 6 и И точно. Браво, Марија. Ајде сега ќе одиме низ една задача, нели која е целта ориентација во просторот. Да. Значи ние денеска учиме за местоположба на квадрат и на квадратна мрежа, но многу е важно дечињата да знаат да се ориентираат во просторот. Имаме една задача. Јана и пчеличката се наоѓаат на една ливада и сега ние да им помогнеме да се движат низ ливадата. Пред да можеме да им помогнеме како да се придвижуваат, најпрво да ја одредиме положбата на која што се наоѓаат, да видиме на која положба се наоѓа Јана. Еве ја Јана на сликата. на 4 Г. Така, Јана се наоѓа на 4Г, а пчеличката, на 2 Ж. така е, пчеличката се наоѓа на 2Ж. Ако Јана се заврти налево и се придвижи 3 полиња нанапред и 2 полиња надоле, до кој инсект ќе стигне? До пеперутката. Така, како откри Марија? И па ги следат правилата. Е, така, многу е Значи, важно да се следат доколку насоките. Оди наваму, Лево. тоа се лево, 3 Така. полиња, и Така. потоа се спушти уште 2 полиња надолу, тогаш ќе стигне до Ќе стигне до пеперутката. Ајде ти, Лука, кажи и на пчеличката во која насока и по кои полиња треба да се движи за да си ја наполни кошничката со мед. Ние знаеме дека пчеличката за да ја наполни кошничката со мед треба да Оди од цвет на оди од цвет. цвет на цвет. Значи ќе почне прво, ќе се спушти за 3 полиња надолу, Добро. па потоа ќе се придвижи 3 полиња налево, па Добро, се ќе ја качи- прелета Јана ќе- или сакаш да ја заобиколи Да Јана? ја заобиколи. Па Ајде, да ја да ги заобиколи. мешаме, ќе ја заобиколи. Значи Ајде. ќе се спушти 3 полиња надолу, па потоа ќе се качи за Едно поле, едно може, за едно поле, па ќе оди 4 полиња налево. може. Па ќе Така. дојде до другиот цвет, па ќе се Така. качи 2 полиња нагоре, па ќе оди едно поле надесно и ќе си дојде до последниот До цвет, третиот ќе си цвет. го совере медот. Така е, точно, браво за Лука и Марија. Многу лесно се снајдовте во квадратната мрежа. Благодарам. Сега ќе одиме со една практична задача. може. Наставничката Може. Лиле ќе ве води Ќе малце. определуваме местоположба на 2D форми. Ги знаеме сите која форма е. Еве Лука ќе ни каже жолтиот квадрат на кое поле. Може и да запишувате. Може, еве сега ќе си земам маркерче. Да, За да го ајде, видиме и Лука. запишувањето. Значи жолтиот квадрат жолтиот каде се квадрат, наоѓа? еве, со Нацртај мојот прст. квадратче. Со мојот прст Така. ќе го покажам и ќе си одам надоле по скалата. Тоа е 5, број Значи колона број првата 5. компонента е 5. Значи еве го квадратчето. Е, браво. Така, да. Во заграда, првата компонента е 5, а втората исто со прстот. Си одам вака и втората е Д. Да. Да. Одлично. Браво. Марија, ајде ти зелениот триаголник да ни го определиш каде Еве се го наоѓа. зелениот триаголник. Така. Ние веднаш знаеме дека се наоѓа Во кај бројот 4. поле број 4. Да, и еве јас имам со прстот 4А. Еве, 4. Учениците ги знаат 2D формите, немаат проблем со препознавање во трето оделение. Правоаголникот син, на кое поле се наоѓа, Лука? Синиот правоаголник се наоѓа на трета колона Така. в поле В. Така. Ево го и триаголникот со различна боја кој нацртан. Тоест правоаголникот. Значи 3 В. Добро. Марија, која 2D форма ни остана? Еве таблата дали се Остана- гледа како мерите. Триаголникот, Синиот триаголник и кругот. Така, ајде, кој сакаш да пише? Ајде, кругот. Определи кој мислиш дека ти е полесно? И двата. Значи, кругот ни се наоѓа на колоната 2, на редот Г. Еве, добро.
Еве, јас ќе го одредам. Ајде, триаголникот. Триаголникот, Синиот. синиот триаголник се наоѓа на колона 1 Еден. и поле Г. Да, добра. Ред Г. Добро е, сега запишам со црвено. Па се надевам дека и учениците исто вака сватија како вас. Браво за вас и сигурно браво и за учениците. Сигурно Можат сватија. учениците дома слободно да си направат една ваква мрежа, па да си движат предмети од домот, чаша, шолја, некое нивно омилено чиниче. Предметче. И, да, предметче, играчка. Така. А може Така и е. собата да ја искористат да им биде квадратна мрежа. Па може. Па да играат игра дома. Па да, и ние имаме Еден. овде Да, еве и квадратна овде мрежа. ние Може да можеме пробаме. точно. Квадратна мрежа, Да. да. И да го вежбаат движењето надесно, налево, острелките на часовникот, обратно острелките на часовникот. Тоа се работи кои усовршуваат да ја научат подобро движењето и насоката во квадратната мрежа. Сега ќе изиграме уште една задача. Игра, тоа се игри задачи. Игри кои што може да научиме. Да, преку кои се учи. За да се увежба, нели, Ајде, одредувањето чекај, на ја положбата на квадратната мрежа. Ние овде ви подготвивме зеленчук и овошје и ќе треба ние да ви дадеме насока каде да ги ставите. Претходно беа поставени на одредена положба, вие ја читавте положбата, Да. а сега вие ќе треба да ги поставите на онаа положба која што ние ќе ви ја кажеме. Договорено. Добро. Да. Ајде, Лука, Ајде, јас ќе срешите. одберам А, сред. одбери си сам. Всушност, ајде ќе одам со Да, стреши. стави ги на 5В. 5В. Ајде. Еве го В и еве го 5. Марија ти? Браво, Лука. Значи овие овошки имаат позади пластелин за да може да, Да. се залепат. Така има. Ете, стави се. одличен, Да, гума Гума за лепење. залепивме, да. одличен креативен начин, така Да. што мислам дека можеме да предложиме. Да. Секој Да. кој што имате слободно време се надевам и кој што е заинтересиран може да си залепи позади гумичка или Да. пластелинче, да си исече некои интересни фигурички, да си ги залепи на една ваква Мрежа за да Мрежа вежба. за- Да. Јас што да удам? Што сакаш, Марија? Ајде со тиквата. Ајде, Ајде, тиквата. тиквата. Тиквата Јадевме ставија тикви зима. на 2D. На еве 2, еве да. Ете, така. Овде ќе биде. Добро, Така. еве јас ќе одам со зелката. Јас мислам дека можеме да одиме малку побрзо. Еве ти јаготка Да, на тебе. добро. Може. Ајде. Зилката на 6B. 6Б. Еве 6. Еве Б. Б. Еве. Одлично. Марија. Јагодата Да, на 4V. на 4, еве 4, В. Сосетки Јагодата да. До црешите. Сега, Виднаш до црешата. не знам уште колку време ни останува. Имаме, за да имаме уште, време? да. Добро, можеме уште неколку да залепиме. Еве јас ќе одам со морковот. Ти оди со портокалот. Ајде. Ти кажи му, Марија, каде да залепи на Лука. Уди на 3Г. 3Г. Еве. Така. Ајде сега јас каде да го ставам портокал? Ајде, стави го на 6Г. 6Г. Супер. Го овде. Супер. Другото Добро. ќе си го Да. за домашна работа. Не, ќе си го сега заврши. ќе направиме уште една вежба што ми имаме време. Јас ќе ти кажам да кој овош или зеленчук да го земеш, ќе ти давам насоки колку полиња се движиш нагоре или лево или десно и да го наместиш на одредено место и ќе го одредиме место. Супер. Ајде, земи го морковот, Едем. премести се едно поле надесно. Едно поле Може надесно. твое, да, може и Моје така. десно, кога би... Е, така. Добро. така. Да. И две полиња надоле. И две полиња надолу. 1, 2. До кое поле стигна? Стигнав до полето Б во колоната 2. Точно, но два, кога ќе го два, запишуваме? Полето 2Б. Првин колоната, па потоа редот. Марија ти земи ја Ајде. зелката, придвижи се зелката. 3 полиња нагоре 1, 2, 3, и две полиња десно. Значи твое десно. 1, 2. Ете така. Супер. И зилката е на колона 4 и на Ред. ред Д. Така е. Значи тука можеме и да завршиме со овој час. Кои беа нашите цели? Одредување на положба, на квадратчиња, на квадратна мрежа, односно ориентација во просторот во квадратната мрежа и движење низ квадратната мрежа со насоки. Налево, надесно, можат и во насока на стрелките на часовникот.
се е тоа по избор на наставниците, сите тие значи вежби се по избор на наставниците и во зависност од интересот на дечињата. Одлично. Ова Супер. беше навистина прекрасен час и јас сум сигурна дека децата многу научија. Да, јас сум надеваме. Се сигурен, ние надеваме. многу научивме. Да. Многу ви благодариме. За прв пат се сретнавме и одличен час беше. Се надам дека повторно ќе се сретнеме. Да. Нека ви е среќен патрониот празник. Ви благодариме. Поздрав до училиште сите Гоце ученици. Делчев. Да, Да. на сите ученици што учат и што гледат. И ние ќе се одиме со джингл и се гледаме во следниот час. Така. Сега Лиле сама оди.